Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме шпагети карбонара. Денес ќе правиме еден класичен италијански рецепт кој веројатно го имате пробано во ресторан, но можеби не сте го направиле дома. Малкумина знаат да го приготват оригиналниот рецепт кој е неверојатно вкусен и многу лесен. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 200 грама шпагети, 75 грама пармезан, 2 јајца, 150 грама сланина, 1 рака макдонос, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво земете го макдоносот и истолчете го пред ситно да го исечкате. Ќе го користиме подоцна за украсување. Потоа земете ја сланината. Во месарницата ни ја исекоа на тенки ленти, сега само ќе ја исечеме на коцки. Прво ги земаме двете јајца и ги кршиме во чинија. Потоа рендаме пармезан врз јајцата. Јајцата сега се живи, но ќе се сготват кога топлите тестенини ќе ги ставиме во чинијата и ќе ги прелиеме со сосот. Мешајте ги јајцата и пармезанот додека не се соединат. Зоврите вода, ставете сол и маслиново масло и на крај ставете ги шпагетите. Покрите го тенџерето со капакот и оставете ги шпагетите да се варат. Додека тестенините се варат, исечената сланина ставете во загреана тава и започнете да ја пржите. Не мора да додавате масло и сол, бидејќи маслото и солта од сланината ќе се ослободат во текот на готвењето. Кога сланината ќе биде готова, оставете ја да се излади и потоа додадете ја смесата од јајца и пармезан. Сланината треба добро да се излади, зашто во спротивно јајцата прерано ќе се сготват од топлината. На крајот, исторете ги исцедените шпагети во смесата и мешајте со дрвени лажици додека смесата целосно ги покрие тестенините. Во овој момент топлината од шпагетите ќе ги сготви јајцата и ќе му даде сјај на јадењето. Време е за сервирање. Ставете ги шпагетите во чинија. Украсете со сечканиот макдонос и сервирајте. Многу пати сме јаделе шпагети карбонара во ресторани, каде што готвачите додаваат лук или павлака во сосот, но ако некогаш сте купиле карбонара сос од продавница, тој воопшто нема таков вкус. Потребни ви се само едноставните вкусови. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.